територијата на Македонија беше зафатена од голем број на пожари на отворен простор. Ваквата појава не го изостави ни под неподрачјето на Гевгелија, Ботевци и Дојран. Во таквите моменти прва линија на одбрана на огнениот фронт се нашите херои од противпожарната единица Гевгелија. Добродојдете во Црвен крст Гевгелија и нашата младинска емисија. За почеток, како изгледа денот на еден пожарникар во кризна состојба со големи пожари на отворен простор? Значи, да кажеме дека самото име кризна состојба ни кажува дека веќе е достигната една поголема состојба од нормално, значи со големи пожари и затоа повеќе институции кои се од безбедноста и од други гранки се на готов за да може да се справиме со тие големи пожари. Штом почнува денот, а веќе сме во кризна состојба, значи институциите како што се МВР, Комуналец, Шумско стопанство и други и приватни институции се на готов и спремни да ни помогнат на нас во гасење на пожарите или на друг начин со ресурси или со логистика, се за тоа за побрзо да се изгасни пожарот со помалку последици. Која е првата помисла кога ќе добиете известување за пожар и првите импресии на терен? Првата помисла за дојава за пожар е, значи, каде е местото каде што има пожар и што гори. Значи, ние веднаш откако ќе дојде дојава за пожар, откако ќе осознаеме локацијата каде гори пожарот, веднаш од прилика знаеме во близина што е загрозено и дали има опасност понатаму да се расшири пожарот, да дојде и до други, како да речеме, до поголеми штети. Кога ќе се стигне на терен, првата екипа што ќе стигне на терен, проценува дали има потреба од поголем број на луѓе и возила и ресурси за справување со тој пожар. Ако е потребно од поголем број луѓе, веднаш се активира следна екипа и уште повеќе луѓе за справување со пожарот на тоа место. Брзата интервенција во голем број од пожарите игра клучна улога во справување со пожарот. Како интересен факт за гледачите може да споделите колку во просек изнесува времето за пристап на терен и колку тоа придонесува за помали последици. За брза интервенција, односно да кажеме брзо справување со пожарот, влијае оддалеченоста каде е пријавено за настанатиот пожар, што гори и во зависност од тоа со какво возило во моментот располагаме за да се справиме со тој пожар. Еве ќе земеме за пример сега големиот пожар во Дојран, значи од нас од Гевгелија да тргне возило до Дојран, му е потребно да кажеме околу половина час до 40 минути и со самото тоа значи веќе кажува дека има, ако е на отворен простор, има големи шанси да се прошири или ако се работи за урбана средина да дојде до некои несакани последици. За среќа имаме и доброволно друштво во Дојран, каде што веднаш ги информираме и излегуваат пред нас на терен за да може да соработуваме и на време ако се може да се намали тој пожар и тие последици кои би настанале ако продолжи. Кој настан од вашата работа ви оставил најголем впечаток? Постојат повеќе настани кои се случиле во текот на изминатите години. Јас како млад пожарникар еве ќе издвоам еден настан кој се случи во село Давидово, во Ридестиот дел над село Давидово, каде беше загрозено селото и нашата единица, територијалната противпожарна единица, беше насочена во одбрана на селото, бидејќи теренот не беше пристапен за да се делува. Така, по неколку часа, со промена на ветерот, се смени и правецот на пожарот и отиде кон село Миравци. Такаде сите сили што беа насочени во Давидово се преместевме во Миравци. Но додека стигнат екипите на терен до Миравци, пожарот веќе беше заземал неколку штали кои се наоѓаа во шумскиот дел и наидуваше на самите објекти куките. Но нашата единица го даде својот максимум и
пожарот го застана на самите куки да не дојде до опожарување. Тоа сакам да го напоменам како интересен податок, значи екипата го чекаше на едно место, но со промена на ветерот, пожарот го промени правецот и дојде до друго место, до друго загрозено место. Постои ли интерес кај младите да бидат пожарникари? Точно е тоа дека постои интерес кај младите, со случајни средби со младите, разговарано е за противпожарната заштита, прашуваат како е работата на пожарникарите, кои се условите за да станат пожарникари, кои се потребните документации, а со тоа и кажуваат и доброволните друштва во кои има активирано млади пожарникари. Ваше мислење, како во иднина да се превентира големи пожари, дали е потребна поголема едукација? Во иднина превентивата е од големо значење за да не дојде до настанување на пожари. Исто така и откако ќе настане мал пожар, што побрзо да биде интервенирано за да не дојде до несакани последици. Во превентивата, например, за шумските пожари, треба да се организираат околу безбедносни појаси, околу селата и градови што имаат во шумски дел, да се направат безбедносни појаси, исто така далеководите, да се направат посматрачници во шумите, да се направат патеки, патишта за да може да се интервенира, исто така да се направат патроли со мешани состави како што се шумската полиција, шумското стопанство и други учесници инволвирани во пожарите. Исто така од превентивниот дел треба да се обезбедува опрема, треба да се обезбедуваат возила, заштитна опрема за гасење. Исто така државата треба да обезбеди воздухоплови кои би служеле за гасење на пожари во непристапни делови. Исто така едукацијата е исто од големо значење кај младите и постарите луѓе. Тоа може да се, едукацијата може да оди преку предавања, преку социјалните мрежи, од најмладите до најстарите, но најпрво треба да се врши и обука на инволвираните во пожарите, тоа се професионалците. Од каква важност е соработката меѓу институциите на терен во кризна состојба, вие, полицијата, Центарот за управување со кризи, Црвениот крст и останатите чинители? Соработката од институциите што ги напоменавте е од голема важност, е и законска одредба. Тука може да ги спомниме и другите институции, како што се Дирекција за заштита и спасување, шумското стопанство, локалната самоуправа и градоначалникот и другите инволвирани. Во кризна состојба овие институции често прават состаноци на кои се одредуваат точки по кои се води на тамошната ситуација. Освен во кризна состојба, овие состаноци се случуваат често меѓу овие институции пред летната сезона и пред грејната сезона. Во пожарите не гори само земја, туку и белите дробови на планетата, нашите шуми. Што мислите за идејата за пошумување на просторите и слично екоиницијативи? Точно е дека горат нашите шуми, белите дробови на планетата Земја, тој е резултат на глобалното затоплување и климатските промени, каде е инволвиран човекот во позитивна и негативна смисла. Како резултат на зголемување на високите температури и многобројните пожари,
резултат е на глобалното затоплување, каде стакленичките гасови во атмосферата нивото на стакленичките гасови во атмосферата се зголемени, како што се азот, метан, јаглен диоксид, моноксид и други честички. И за санација на овие делови каде што се изгорени голем број на хектаража, убава идејата за пошумување, така што ќе се врати животинскиот свет, ќе нема миграции на населенијата и ќе се зачуват некои растенија кои се во изумирање. Покрај пожарите, вие се наоѓате при на терен и при сообраќајни несреќи, природни непогоди и слично. Дали познавањето на прва помош и освежителните обуки од Црвениот крст имат позитивен ефект при делување на терен? Точно е дека тоа ние сме први на терен, значи освен гасене на пожари, учествуваме при сообраќајни незгоди и при елементарни непогоди. Тоа значи помагање на луѓето кои се наоѓаат во овие незгоди, кога се случува често да се јавиме први, да излеземе први на терен, каде што е потребно познавање на првата помош. Минатата година имавме голема соработка со Црвениот крст, каде обучени луѓе држаа предавање вршеа предавање и обука на пожарникарите од ТПП Гевгелија за обновување на знаењата околу прва помош. И оваа година во годишната програма предвидено е да има исто така обуки за познавање на прва помош. И за крај, која е вашата порака до нашите сограѓани? Планетата Земја треба да ја сочуваме, како што ја сочувале нашите предци, да ја сочуваме и ние за воиднина. Еве сега од тука апелирам до сограѓаните од општина Гевгелија, општина Дојран, општина Богданци, да не палат оган на отворен простор, да не ги палат стрништата, да не палат меги, да не фрлат од пушоци од цигара, да не работат со алати кои искрат. Еве ќе кажам еден пример за отпушок од цигари. Еден запален отпушок од цигари има температура од 350 до 650 степени и при допир со некоја сува горлива материја од 6 до 12 минути може да предизвика пожар. Исто така сакам да напоменам дека оваа година имаше доста пожари, територијалната противпожарна единица го даде својот максимум и покрај истрошеноста, измореноста со неколку денови на терен, таа го даде успешно својот резултат во гасене на пожарите. Тука сакам да дадам благодарност и до територијалната противпожарна единица од Валандово, Струмица, Кавадарци, Неготино, Доброволно друштво Дојран, Доброволно друштво Валандово и граѓаните кои учествуваа во гасењето на пожарот. Исто така и ТПП Гевгелија учествуваше во помагање на ТПП Валандово и Неготино. Благодарам за издвоеното време и прекрасниот разговор кој се надевам дека ќе биде мотив за поголема грижа за нашата заедница. Драги гледачи, се надевам дека ви се допадна ова нова емисија 10 прашања со. Ви благодариме за поддршката и очекувајте не се нови содржини наскоро.